Ако поп-пејачката Тамара Тодеска јавно проговори дека нејзините ја расипале врската со турчинот Берта Наслани, забранетата љубов на локално ниво се уште е табу тема. Во Кочани и Кочанско имало и сега има примери на бракови меѓу македонка и ром, меѓу турчин и македонка, па дури и меѓу македонка и граѓанин на арапска држава. Браковите на релација роми и ромки, германци, французини, англичани и други се почеста појави и затоа полека но сигурно стануваат секојдневие. Дали би одобриле за СНА или за ЗЕТ некој од ромска, албанска или од турска националност? Зашто не? Тоа си е, нели? Тоа си до луѓето. Ако се сакат, се земат, нема. Било е порано и ќе биде, нели? Денеска нема граници. Љубовта е посредина. Од љубовта посилно нема ништо. Не се гледа дали е ромска или е муслиманска или е православно. Така дојде времето, се изменија генерации, луѓето отидоа многу напред, не е како порно што е било. Па уопште не меѓа ствар тоа дали е грк, дали е македонец, бракот се е брак ако имат добро разбирање, националноста не постоја меѓу нив. Во Кочани пред некоја година имаше пример попска ќерка да отиде бегалка за ром и таа љубов иако забранета од родителите на девојката и денеска обстојува со брак и пород. Но кога ќе дојде до брак меѓу македонка и чист германец, англичанец или друг европеец, тогаш тоа е своевидна привилегија. Доколку би станувало збор за брак помеѓу македонка и грк или швајцарец или италијанец? Тука е пуна капа. Така са луѓето, тие са по-напредни земји и тие са по-воспитани. Ние сме малку по-назадни, затоа што ние сме уште млада држава. Во секој случај финансиските состојби, социјалниот развој и низа други прашања се уште се сериозна пречка кога се во прашање врските меѓу младите од различна вероисповед, иако глобализацијата наметнува други